Добар ден, вести во 16 часот. Нова рунда преговори за името во септември. Најави шефот на грчката дипломатија Венизелос од останатите настани на денот. Пратеници, новинарски издруженија и експерти на јавна дебата што носи законот за медиуми. Да не се менува политиката кон Македонија, порак од бугарскиот екс-премиер Борисов до неговиот наследник Орешарски. 150.000 жени во Македонија се уште немаат избрано матичен гинеколог. Со температури до 42 степени, Македонија денеска во портокалова фаза од топлотниот бран. По пеколните температури невреме во Хрватска, Чешка, Австрија и Полска. Нова рунда разговори за името на почетокот на септември, најавува шефот на грчката дипломатија Евангелос Венизелос. Во своето обраќање пред Комитетот за одбрана и надворешни работи во грчкиот парламент, Венизелос ги информирал пратениците дека кон крајот на летото, на почетокот на септември, ќе се сретне со посредникот на Обединетите нации, Метју Нимиц, и ќе разговара за неговиот последен предлог за надминување на разликите околу името. Зборувајќи за односите меѓу Грција и Македонија, Венизелос нагласил дека Атина ја поддржува евроатланската перспектива на земјава. Но оти прашањето за името не е тоа што го попречува членството на Скопје во Европската унија и НАТО. Туку тоа се цел сет други критериуми. Покрај името, постои потреба да се почитува меѓународното право, договорите и добрососедските односи. Грција е најважниот сосед и партнер и влезна врата на Скопје за евроатланските интеграции, рекол Венизелос. 5 нови случаи на оштетување или крадење на регистарски таблички од македонски возила се регистрирани во изминатите 2 дена, соопшти МВР. Инцидентите се случиле во Певкохори, Ханиоти и Ерисос и Амулјани. Според статистиката на МВР, од почетокот на летната сезона до сега регистрирани се 30 кражби на регистарски таблички, од кои најмногу 13 биле во туристичкото место Ханиоти. Македонското МНР минатата недела и официјално вложило протестна нота до властите во Грција поради ваквите инциденти. Бугарија не треба да менува позицијата за членството на Македонија во Европската унија, бидејќи тоа е штетно и опасно за националните интереси. Порачува поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов по средбата во неделата помеѓу премиерите на Бугарија и на Македонија. Според него, враќањето кон политиката на компромиси и отстапки нема да придонесе ниту за поголеми права на лицата кои се изјасниле како бугарски граѓани во Македонија, ниту да го запре говорот на омраза, а ниту пак за откажување од националните, етничките и последователно територијалните претензии. Борисов, како што пренесува бугарскиот весник Дневник, смета дека првиот неопходен услов за поддршката на Бугарија треба да биде договорот за добрососедство. Бугарскиот премиер Пламен Орешарски во неделата по средбата со премиерот Никола Груевски во Кюстендил изјави дека Бугарија ја поддржува интеграцијата на Македонија во Европската унија и НАТО, но инсистира на договор за добрососедство. Точно да. По законот за аудиовизуелни медиумски услуги, жестока конфронтација помеѓу новинарската фела и за законот за медиуми. За едни е добар, други бараат целосно да се повлече. Законот за медиуми повторно ги подели не само пратениците, туку и новинарите. Дел од новинарите и новинарските асоциации сметаат дека законот не е потребен и бараат итно повлекување. Да се заштитат медиумите од мешање, да се обезбеди медиумски плурализам и да се постават медиумските одговорности согласно член 10 став 2 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи. Многу европски земји немаат посебен закон за медиуми, па никој не вели дека таму новинарите функционираат во беззаконие. Секој закон е збирка на забрани, ограничувања, посебни услови и регули кои се однесуваат на определена дејност. Оние кои застанаа во одбрана на законот за медиуми се уверени дека по изгласувањето на законот ќе се стави ред во новинарството и медиумската сфера во земјава. Новинарите правно и социјално ќе бидат сигурни и заштитени и од политичките елити, и од бизнис елитите, и како што рече самиот министер, ќе се регулираат односите кон собствениците на медиумите. Јас предлагав да се воведат лиценци
за да се добие легитимитет, не да се забрани, туку да се допрецизира како, не знам, пропагандист. Тоа не е страшна работа? Или лобист? Се изнаслушав овде зборови. Директива мора задолжително, целосно да се преземело. Тоа слобода не е. Директива не значи слобода. Значи толку околу слободата на медиумите. Со законот е предвидена дефиницијата новинар, а во иднина работата на сите медиуми ќе биде регулирана транспарентно, изјави одговорницата министерот Ивановски. Ќе бидат опфатени сите пишани електронски интернет медиуми. Пристигнати беа голем број на забелешки, позитивни критики, негативни критики. Дискутирано е повеќе од 9 месеци со 3 јавни расправи. Законот за медиуми, како и оној за аудиовизуелни услуги, веќе го поминаа првото читање во собранието. Пред финалното усвојување во август, министерот Ивановски најави уште една јавна расправа. Процесот на лустрација и натаму се одвива на начин кој само ја потврдува повеќе пати потенцираната констатација дека власта овој процес го користи за справување со политичките противници и со сите оние кои што имаат критички став спрема политиките на актуелната власт. Се оценува во кварталниот извештај на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Според оваа невладина организација, случаите кои во изминатиот период беа предмет на постапување на Комисијата за верификација на фактите, го илустрира и непрофесионалниот начин на работење на штета на честа и угледот на граѓаните. А со илустрирањето на починати лица, како што беше случајот со писателот Славко Јаневски, се кршат одлуките на Уставниот суд, особено за важењето на лустрацијата, ставовите на Венецијанската комисија и препораките од резолуциите на Советот на Европа, оценуваат од Хелсиншки. Стручниот тим на археолошкиот локалитет Стоби со писмо до јавноста изразува шок и згрозеност, поради како што велат неодамнешните настани во врска со приведувањето на археологот Паско Кузман, за кого велат дека доживеал јавно понижување. Жално е што многу невистини беа кажани за една личност, која со огромна љубов и посветеност си ја врши својата работа, во обид професионално и објективно да го протолкува минатото, да придонесе за заштита и промоција на културната историја на државата Македонија. Пишува во писмото, подпишано од стручниот тим од Стоби, кој му изразува безрезервна и огромна поддршка на, како што велат, почитуваниот колега Паско Кузман и му порачува дека големите луѓе историјата никогаш не ги заборава. Во мноштвото барок и неокласицизам во владините градби, пробив и на современата архитектура. Новиот објект на Драмскиот театар ќе се гради во модерен стил. Нов драмски театар ќе се гради на местото на стариот во Скопски Карпош, најави Министерството за култура. Сепак новиот објект нема да биде во барок. Зградата која ќе биде целосно застаклена и во модерен стил ќе биде висока 35 метри, а заедно со придружните објекти ќе се простира на површина од над 31.000 квадратен метар. Според најавите, објектот ќе се гради по пат на јавно-приватно партнерство. Со тоа идниот бизнисмен кој ќе учествува во изградбата ќе добие на користење над 12.000 квадратни метри. Власта, освен во земјава, свој бизнис партнер во изградбата на новиот драмски театар ќе бара и во странство. 12.710 квадрати се во горната површина на објектот, односно се деловни простори на 5 нивоа, кој фактички простор е просторот кој ние планираме да го понудиме на приватниот инвеститор како еден вид компензација или бизнес компонента која приватниот партнер би ја добил во одредена форма. Во моментов се подготвува физибилити студија, која треба да одговори за финансиската оправданост на објектот. Истата студија ќе содржи и најмалку 5 модели за реализација на проектот, од кои Министерството за култура и владата ќе го изберат најсоодветниот. По изборот на конкретниот модел, консултантската компанија ќе биде задолжена истиот да го преточи во информативна бизнис меморандум, кој ќе биде презентиран пред најмалку 100 странски потенцијални инвеститори и домашни или странски. Покрај нов драмски театар, од Министерството информира и дека во завршна фаза е изработката на проектот за изградба на новиот Македонски народен театар.
150.000 жени во Македонија се уште немаат избрано матичен гинеколог. Лекарите советуваат, кај нив е двојно зголемен ризикот од женски болести и инфекции. 450.000 жени кои ја завршиле ова обврска до крајот на годинава, на домашна адреса ќе добијат покани да направат бесплатни ПАП тестови. Минатата година 48% од пациентките опфатени со првата група од 24 до 35 години направиле годишен ПАП тест. Оваа година повикот важи за втората старосна група од 36 до 48 години, но и оние кои не ја завршиле обврската од првата група. Карциномот на матката предизвикан од ХПВ вирусот е се почесто присутен кај македонските пациентки. Од ХПВ инфекции годишно заболуваат од 4000 до 5000 пациенти. Министерството за образование за наредната година ќе организира настава на мајчин јазик за децата на македонски граѓани кои привремено престојуваат во странство. Ангажирани се 16 наставници, од кои најмногу 7 има во Германија, и тоа 4 на македонски и 3 на албански јазик. Наставници има и во Швајцарија, Шведска, Франција, Словенија и Турција, каде настава следат околу 1500 лица со привремен престој во странство. Посебен наставник инструктор информира од Министерството ќе се испрати и во Австралија, а ќе им помага на наставниците кои веќе во рамките на редовното образование го изучуваат македонскиот јазик. Со температури до 42 степени Целзиусови, делови од Македонија, Охридско-Преспанскиот и Осоговско-Малешевскиот регион денеска се во портокалова, а останатиот дел од земјава во жолта фаза од алертната скала за топлотен бран. Разладување со порен дожд, грмежи и засилен ветер се очекува во доцните попладневни часови и во текот на ноќта. Но до тогаш остануваат препораките на Министерството за здравство. Бременните жени и лицата постари од 60 години да се ослободат од работа, градежните работници и лицата кои работат на отворено да паузираат во периодот од 11 до 17 часот, а градинките да не ги изнесуваат децата на отворено. Препорака до сите од лекарите да се консумира здрава и свежа храна и безбедна вода за пиење, да се носи лесна и светла облека и да не се излегува надвор од 11 до 17 часот, а хронично болните да земаат соодветната терапија. А по пеколните температури невремени изделови од Централна Европа, кој донесе разладување, но и материјална штета. Ветрот во Австрија достигнал брзина од над 100 км на час, корнејки дрвја и кровови. Чешка исто така беше зафатена од силен дожд и ветер, при што еден човек загина во надојдена вода, а неколку десетици лица се евакуирани. Пороните дождови и силните ветрови предизвика сериозни штети и во југозападниот дел на Полска. Во продолжение од вестите за настаните од регионот и светот. Комеморативна церемонија се одржа денеска во малиот италијански град Монтерускиело за жртвите кои загинаа во автобуската несреќа. Роднините и пријателите на 38-те загинати, заедно со премиерот Енрико Лета, присуствуваа на церемонијата која се одржа во спортска сала. Истрагата се уште трае, а според полициски извори, неверојатно станува збор за проблем со гумите на возилото. Властите исто така наредија да биде извршена аутопсија врз телото на возачот. Најмалку 7 работници се повредени во серија експлозии во фабрика за преработка на газ во американската сојузна држава Флорида. Неверојатна причина за хаваријата е експлозија на контейнери со газ, од кој настанал пожар, пошто пламените јазици достигнале височина до неколку десетици метри. Грција треба да продолжи со институционалните и со структурните реформи во државниот сектор, изјави извршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард, откако фондот синоќа соопшти дека деблокира петтата транша од помошта за Грција во износ од 1,72 милијарди евра. Лагард им препорача на властите во Грција да вложат поголеми напори за да може земјата да си го постигне саканиот траен економски раст. Сменетиот египетски председател Мохамед Морси е добар, има пристап до телевизија и весници. Изјави високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон на денешната пресконференција во Каиро. Ештон синоќа се сретнала со Морси на тајната локација, обезбедувана од армијата, каде тој се наоѓа в притвор. Приврзаници на Морси упатија повик за одржување големи протести денеска за негова поддршка и покрај заканата на властите дека ќе биде употребена сила.
Израелско-палестинските мировни преговори кои беа во прекин речиси 3 години, синоќа беа обновени во Вашингтон под покровителство на САД. Израелската министерка за правда Ципи Ливни и главниот палестински преговарач Саеб Еракат седнаа на заедничка маса во Стейт департментот на средба на која присуствуваше и американскиот државен секретар Џон Кери. Пакистански талибанци синоќа нападнаа затвор при што ослободија над 200 затвореници, меѓу кои неколку десетици исламистички борци. Напаѓачите носеле униформи на локалната полиција. Тие затворот го нападнале со ракети, минофрлачи и автоматско оружје, а потоа упаднале во него и оттаму ослободиле стотици затворени исламисти. 15 лица загина во неколку бомбашки напади во Кано, најголемиот град во северниот дел на Нигерија, соопшти локалната полиција. Експлозиите одекнале во реон каде живеело главно христијанско население, на места каде се собираат многу луѓе за да играат билијард и пинг-понг. Исламистичката група Боко Харам често извршува напади во овој реон. Во март во серија експлозии загина 25 лица. Сенатот на Конгресот на САД синоќа го потврди изборот на поранешниот американски заменик министер за правда Джеймс Коми за нов директор на Федералното истражно биро FBI. Досегашниот директор на FBI Милер ќе се повлече од функцијата во текот на септември, откако 12 години го предводеше бирото. Нови финални дисциплини кои ќе промовираат светски шампиони носи третиот надпреварувачки ден на пливачкиот дел од надпреварувањата на светското првенство во водени спортови, што се одржува во Барселона. Оттаму се јавува Зоран Мишевски. Главна хероина беше 15-годишната пливачка од Литванија Рута Мейлутите, која што постави нов светски рекорд во полуфиналето на женската трка на 100 метри градно. Новиот светски рекорд изнесува 1 минута 4 секунди 35 стотинки и го собори 4 години стариот рекорд на Джесика Харди од мондијалот во Рим. Кај девојките нова светска првенка е и Сара Сјострам од Шведска, која што на 100 метри пеперутка пливаше 56-53, среброто за Алиша Куц од Австралија, а бронзата за Дана Волмер од Соединетите држави. Иако долго водеше, данската пливачка Отесен Греј остана без медал. На злато се израдува и Унгарија на 200 метри мешано. 24-годишната Катинка Хошу е нов светски првак пред австраликата Алиша Куц, која што е сребрена, а Мирела Белмонте Гарсија ја израдува каталонската публика и доплива до бронза. На машките финални трки на 100 метри градно, нов светски првак е Кристијан Шпренгер од Австралија, кој пливаше 58-79. Камерон Ванденбург, 15-годишното чудо од дете од Јужна Африка, е само сребрен, додека пак Фелипе Лима од Бразил го освои бронзениот медал. Во најдраматичната трка на 50 метри пеперутка во машка конкуренција, Цезар Сиело Филјо од Бразил со време 23:01 е нов светски првак пред Еухен Гоцо од Соединетите држави, кој што изненадувачки доплива до среброто, а Фредерик Буске од Франција на крајот е бронзен. Од Барселона, Зоран Мишевски. На владините промотивни материјали за одбележување на двата Илиндени, 110 години од Илинденското востание и 69 години од првото заседание на АСНОМ, заседанието за втемелување на македонската држава е напишано како да се одржало во 1945 година. Грешката, како што објасни од Агенцијата Република, која ги подготвувала материјалите, била ненамерна. Агенцијата се извини, наредила да се повлечат сите промоматеријали, па одново ќе ги печати и снима на сопствен трошак. Почитувани, тоа беше се во вестите. Останете со програмата на 24 вести. Пријатно попладне.